Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели. Круг во среда на радио Слободна Македонија во следниот еден час повторно со мене. Овој пат во кругот ќе дебатираме на една многу суштинска тема, тоа е студентскиот стандард и условите за живење во студентските дома во Македонија. Мој денешен гостин е заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски. Добар ден. Добар ден. Ајде да почнеме од најновото, тоа е реновирањето нели на еден од блоковите во студентскиот дом Гоце Делчев. Всушност чинам дека тоа е и прва реконструкција суштинска од изградбата на тој студентски дом. Фотографиите кои што излегува во јавноста од и видеоснимките покажа повеќе од солидна реконструкција на овој дел. Се продолжува и понатаму, претпоставам дека уште останатите неколку блокови. Како сте вие задоволни од оваа реконструкција? Која е вашата оценка за моменталната состојба на овој дом? Најпрво благодарам за поканата. Поздрав до вашите слушатели. Кога говориме конкретно за Гоце Делчев, да, може да кажам дека ова е прва темелна реконструкција на овој студентски дом во изминатите 3-40 години. Значи не говориме за нешто што е период од 3-4 години, говориме за нешто што е за прв пат се реализира во изминатите 3-40 години. Претходно имаш известни ситни санации, кровни конструкции или слично, меѓутоа за ваква темелна реконструкција можеме да говориме дека прв пат се случува. Ние во минатиот период, во изминатите година дена, во неколку наврати апсолутно соопштивме дека не постои, да речам, аргументирано спротивставување на состојбата за која што изискуваше неопходност во реконструкцијата на овој студентски дом, посебно заради тоа што станува збор за една масивна градба на еден објект, прилично голем, на кој што му беше неопходно етапно прилично бетонски и неопходност од негова етапна реконструкција од причина што во смисла на сместувачки капацитет овој студентски дом има прифат за најголем број на студенти, некаде просечно околу 300-310 легла има во еден од блоковите, што генерално е над 1200 места земено вкупно на ниво на студентски дом. Ако донесевме одлука целосно да го затвориме, де факто 1200 семејства, односно 1200 потенцијални студенти ќе останеа без можност за студентско сместување. Токму заради тоа отидовме со етапна реконструкција на овој студентски дом. Започнавме со студентскиот дом Б, со студентскиот блок Б, заради тоа што во блокот Б првично беше констатирана најлошата слика која што мораше да биде санирана, а втор во фаза е блокот А на истиот студентски дом, сега конкретно говорам за Гоце Делчев. Блокот Б на вистина, според она што беше проект и она што беше план како ќе се реконструира, јас сум на вистина задоволен од неговата комплетна реконструкција, затоа што се реконструира целосно и темелно. Кога говорам целосно и темелно, значи не станува збор само за инвестициона активност која што подразбираше, известни ситни санации, кречење или бојадисување на студентскиот дом, него говориме за состојби во кои што буквално беа целосно разрушени составните делови на собите и целосно беа преуредени со комплетно нови ѕидови, просторните услови во заедничките простори, секоја соба поединечно беше сработена на исклучително квалитетно ниво, подовите сменети, инсталацијата променета, заради тоа што самиот објект, самата бетонска градба на тој објект изискуваше една навистина темелна реконструкција. Она што вие го споменавте, тоа беа сликите, видеата кои што излегува од студентскиот дом Гоце Делчев, кои што покажуваат едно навистина солидно ниво на реновирање и услови за функционирање и живење на студентите во тој студентски блок.
Веќе мебелот пристигнува и етапно, бидејќи колку за информација на вашите слушатели, само еден од блоковите има 14 спрата во без малце една висококатница во главниот град, еден од блоковите. Во него има над 300 и нешто легла, што подразбира над 300 сместувачки капацитети. До сега се преселени 14 и 13 блок студентите од блокот А. Веќе од денеска продолжуваат 12, 11, 10. Значи иде етапно преселување. Преселувањето оди етапно заради прво и неможноста на еднаш цел блок да се пресели, истовремено и апсолвентските соби ќе бидат брачните, така популарно наречени на први спрат, ќе бидат од денеска веќе во фаза на селење, и јас очекувам дека во наредните денови ќе завршиме со тоа што де факто сите што се префрлуваат во моментов се префрлуваат од блокот А, и тоа ќе остане празен и подготвен за реконструкција. Точно, и ќе се затвори. Би требало да почне тоа. Во моите очекувања се, значи, ние до утре да го добиеме финално проектот од проектантската куќа за реконструкција на блокот А. Најреално мислам дека во текот на следната недела се објавува тендерот за градба на овој студентски блок во рамки на, значи блокот нема да го А. гради истиот нема да го гради заради тоа што самата процедура на Законот за јавни набавки налагаше на тој начин ние да го објавуваме. Предпоставам дека ќе инсистирате на сличен или ист квалитет на идентичен е квалитетот со кој што инсистираме, со тоа што можам да кажам дури дека и на некои работи обрнуваме уште повеќе внимание, бидејќи првото искуство со блокот Б за некои состојби ни укажа на прашање на кои што треба да имаме поголемо внимание, и тие се предвидуваат во новиот проект. Оно што мислам дека значајно за тој дом, со оглед на тоа дека спомнавте дека е масивна градба, ако не се лажам, тој е еден од проектите на Кензо Танге. Не сум сигурен. Македонски професор е главниот архитект, меѓутоа веројатно е лошо направен во секој случај, како од она, да речам, масивна градба која што се случуваше во тој период после земјотресот. На сивото Скопје. Оно што ми интересира, јас сум бил исто како студент во тој дом, се внимаваше ли на изолацијата на она што значи топлинска изолација на Мораше да се внимава и мораше вонредно да се прават на еден начин проекции за таа изолација, од причина што ние таму имаме градба која што има исклучително големи бетонски зидови, надворешни, кои што влечат прилично голем студ, зимно време абсорбираат голема ладнотија на еден начин, со тоа што ние мораше да проекцијата говореше дека мора да направиме малку по за сметка дури и на собите, да се направи поширок, односно посилна изолација, за да се обезбедат сигурност, во делот на она популарно, нели, многу од студентите веле, ако спиеш од времето, веле, нели, ако спиеш во Гоце и излезеш без реума, значи ти си спиел на сончева страна. Меѓутоа, нашата идеја беше да генерално тие така наречени негативни искуства што ги има македонските студенти кои што биле сместени во тој дом, да се обидеме да ги сведеме на минимум. Значи, максимално се обрна внимание на квалитетна изолација на тој објект, затоа што е повеќе од неопходна. Истото ќе се случува сега и во блокот А. Паралелно, сакам да знаете дека се работи веќе и на проектот на блокот В и Г и на мензата, популарно наречената менза. Кога би требало да се заокружи временски тој проектот за овие два блока за реконструкција, за останатите два блока, очекувам некаде до нова година да биде готов и тој, бидејќи паралелно ги изработуваат проектот за блокот А и за В и Г и мензата, и после нова година во првите 2-3 месеци од 2016 година планот е да ги објавиме и тие блокови за реконструкција и за санација. Што станува со безбедноста во лифтовите и така, се интервенираше во тие делови? Да, значи во новиот блок Б имаме комплетно се замени едниот од лифтовите, едниот стар се задржа заради транспортот на мебел за да нема уништување на новите лифтови. Меѓутоа ние ја завршуваме на согласно закон постапка на истражување на пазар, подготовка на спецификација и тендерот фактички отпочната е постапка за промена на сите лифтови во сите студентски домови, не само
само во Гоце Делчев, така да сите студентски домови во градот Скопје ќе добијат комплетно нови лифтови, бидејќи и тие беа предмет на доста наречам проблеми со кои што се соочуваат студентите. Некогаш се случува и ризични ситуации, така да на еден начин одлучивме дека паралелно, независно од тоа дека само во Гоце Делчев ја реализираме оваа крупна реконструкција во оваа фаза, одлучивме да набавиме комплетно нови лифтови за сите студентски домови. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Повторно назад во кругот, овој пат внатре во кругот е студентскиот стандард. Со мене гостин е заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски. Студентскиот дом Гоце Делчев е еден од неколкуте капацитети кои што се на располагање за студентите во Скопје. Друг поголем таков масивен објект, односно локација е студентскиот дом Стив Наумов. Словно можеме да забележиме дека ако изминативе барем 20 години, 25 по распадот на Југославија и независноста на Македонија, колку што јас се сеќавам, се вршени 2 или 3 максимум некои посериозни интервенции, тоа се поклопуваат во периодот на владењето на ВМРО-ДПМНЕ, тоа од 98 и од последните 9 години. Во моментов таму се градеше неколку нови објекти на местото на поранешните стари бараки кои што беа градени 60-тите години. Дали тие ги задоволуваат потребните капацитети и дали ќе се планира некакви други градби во тој дел околу студентскиот дом Стив Наумов, кој во моментов можеби не изгледа најдобро, меѓутоа е далеко подобро од она што беше пред 10 на 15 години кога ги имавме бараките. Точно, апсолутно се слагам со вашата последна констатација, далеку подобро од она што беше порано популарната Катанга и останати локации кои што беа далеку од услови во кои што може да се, нели, да престојува студент. Се трошеа пари за нивно, не знам, шминкање, подмалување, а никој... После првиот дожд имавме, или после првата сериозна зима, имаше сериозни проблеми со студентите кои што беа сместени таму. Да, значи вака, можам да кажам, ние лани ги отворивме новите 8 павилјони фактички во рамки на тој студентски дом. Не можам да кажам дека ги задоволува во целост, но во многу ги олеснува и ги на еден начин подобрува условите и стандардот на студентите. Студентскиот дом Стив Наумов е исто така еден од оние на кои што ние интензивно работиме и ќе продолжиме да работиме, затоа што знаете, многу е лесно да се констатираат определени состојби. Сега зборам, нели, се обидува дел од опозицијата на тоа политички да поентира, меѓутоа треба да се сработи. Знаете, за да реконструирате прво еден блок од Гоце Делчев треба време и треба организација. Најлесно е ние да речеме добро, студенти наредни 4 години сите плаќајте кирија, одете во станови, нема да има студентска сместување во студентските домови, ние ќе правиме темелна реконструкција на студентските домови, но треба да се гледа и на социјалната димензија. Студентско сместување на студент сместен во студентски дом има многу помал трошок од студент кој што треба да плаќа стан во главниот град на Република Македонија. Колку изнесува просечно? Па просечно околу 3000 денари тие имаат за сместување и храна. За 3000 денари тој не добива сместување и храна во стан во Скопје, па затоа мора да се групираат, се зголемуваат трошоците, а знаете, треба да го имаме во предвид фактот дека голем дел од тие студенти доаѓаат од други помали градови во Република Македонија, каде што можеби економската моќност на нивните семејства е помала, треба да се соочат со начинот на живот, трошоците во главниот град кој што по дефолт е секогаш поскап со нели потреба за повеќе средства и тоа може да создава проблем во семејствата и ние мораме и тој како одговорна влада мораме и тој дел да го имаме во предвид при целокупната спроведувањето на целокупната политика која што се однесува на реновирање на студентските домови. Но знаете, има и еден друг елемент, бидејќи го споменавте реновирањето и на студентскиот дом Стив Наумов. Знаете, машката зграда беше реновирана таму, популарната машка зграда. Слушателите кои што знаат за што говориме, бидејќи тоа се два објекта. Тоа се два де факто објекта. Беше реконструирана пред неполни 5-6 години. Меѓутоа, за нас е на еден начин и за мене е делумно поразително тоа што во дел од тие реновирани простори очигледна била намерата нешто да се
тенденциозно оштети, уништи. Тоа е следната тема Ме на разбирате, која и сакам да кажам и сега, ако денеска отидете во таа машка зграда која што популарно машката зграда која што беше реконструирана, сега имате пред дека првичната перцепција може да биде дека овде не се знае од кога не е инвестирано, а говориме за нешто што е инвестирано пред неполни 5-6 години. Тие две машки згради, едната машка зграда е два пати реконструирана изминативе 12 години. Јас сум личен сведок затоа што 2001 или 2000-та се реконструираше едната. После 5 години мислам дека повторно се реконструираш. Значи денот кога се пушти во употреба реконструкцијата, беше 2000-та мислам година, ако добро се сеќавам, првата реконструкција потемелна од санитарни јазди до интервенции во соби и внатрешниот дел на ходници. Не поминам, немаше недела дена во кој што повторно беа, ако не друго, санитарните јазни за комплетно реновирање. Денеска ги имаме сликите кои што ги имаме во студентскиот дом Гоце Делчев. Јас не сум баш убеден дека во септември ние нема да го имаме повторно за реконструкција студентскиот дом Гоце Делчев. Може ли нешто и како да се Не, јас верувам во капацитетот на студентите, значи да расчистиме таа мала група. Доволно е двајца да бидат. Доволно е, меѓутоа ние знаете како. Ние сега ќе воспоставиме де факто веќе имавме неколку состаноци изминатиот период со директорката на студентскиот центар, значи ќе воспоставиме потпишување на нова форма на договори во кој што ќе има констатирани записници, во кој што ќе се констатира фактичка состојба на предавање на соба. Веројатно, бидејќи собиравме искуства од повеќе земји, значи проверувавме каква форма на договори се склучуваат во голем број развиени земји, значи од Германија, од Австрија, Словенија, Италија, па дури и од Америка земавме примери, каде што студент склучува договор со универзитетот или соодветниот студентски дом во кој што е сместен, и тие ги искористивме како еден вид темплејти од кои што извадивме дел од содржините кои што на нас ни беа прилагодливи за македонски услови, за наш менталитет и слично. Веројатно ќе набрзо ќе излезат новите договори за новите, реновирани простории на студентските домови, и во иднина тие ќе бидат на тој начин потпишувани, при што ќе има договор, записник во кој што се констатира состојба на собата при предавањето де факто, во која што ќе биде наведена вредноста на секој дел од таа соба, значи од кревет до врата до значи на еден начин пазарната вредност на собата, и ќе има фотографска фактичка состојба, ќе биде фотографирана со собата пред предавање на студентот, со тоа што потоа студентот ќе биде должен при завршување на академската година, а пред да замине односно да ја напушти студентската соба, да сочека да дојде лице овластено од студентскиот центар, кое што ќе направи ново констатирање на фактичка состојба, врз основа на кое што исто така со фотографирање ќе констатира дали е собата во идентични услови онака како што била предадена. Јас ве уверувам и сигурен сум во капацитетот на нашите студенти дека ќе го сведеме на минимум моментот на поедини инциденти, поединечни инциденти, ние не можеме да гарантираме или да очекуваме дека секој студент со иста одговорност ќе пристапи. На крајот на криштата не студент, секој човек различно реагира и различна одговорност. Индивидуално, меѓутоа, мислам дека во изминативе години, периоди на функционирање недостасуваше, како се нарекува тоа, лоцирање на одговорност кој ја направил штетата и ние водејќи се по тоа искуство во Стив Наумов, во новите павилјони од лани, се има редовни контроли месечни и точно се знае каква била фактичката состојба, да речеме пред 20 дена, каква е сега. И на редовните контроли многу често знаеме да најдеме, например, не знам, скршен штекер, проблем со чешмата, па тоа не било пријавено на време, затоа што студентот согласно и актуелните договори има обврска доколку констатира определен проблем во функционирањето на нешто во неговата студентска соба, да го тоа пријави. Ако го пријави на време и се констатира дека тоа не е намерна штета, може, боже мој, да се случи, нели, било каков проблем,
Тоа студентскиот центар е должен да реагира. Но доколку тој не го пријави тоа и доколку се констатира намерна штета, во тој случај секој поединечно ќе одговара, затоа што знаете како на крајот на денот тоа е општествен имот, тоа се инвестирани средства од граѓаните за граѓаните и сега до негде и некоректно е да се однесуваме неодговорно кон на еден начин нештото кое што благодарение на сите други граѓани го имаат сега како услови за функционирање студентите. И ја сум убеден дека и тој минорен процент на студенти кој што знаел да направи вакви проблеми во минатото, сега со новите услови, во новите простори на студентските домови ќе се однесува многу поодговорно, а и нашата контрола ќе биде многу поголема. Има ли капацитет на студентскиот центар како институција да врши соодветна контрола, кадровски, дали колку е екипиран своевремено? Мислам дека тука имаше сериозен проблем околу тоа. Знаете како? И у контекст на тоа, дали се размислува можеби за некакво, условно кажано, засилено приватно обезбедување на студентските домови, кои би биле во функција и на безбедноста на самите студенти, затоа што тоа е моje мислење, не мора да значи дека е точно, меѓутоа имам чувство дека студентските домови во Македонија се како отворен простор за секого. Можеби од една страна е добро, меѓутоа познавајќи искуство од други студентски доми, не можете туку така лесно да влезете во домовите. Точно. Видете, јас мислам дека во моментов студентскиот центар има релативно екипиран состав на студентски центар. Имаше во изминатите неколку години, да речем, неколку огласи на кои што се вработија нови лица. Меѓутоа, знаете, не можеме однапред да знаеме кој ќе биде степенот на одговорност или степенот на квалитет на квалитетно одговорно функционирање на лица. Ќе го следиме. Јас имам посебен тим во Министерството формиран кој што ја следи имплементацијата на сите овие реновирање на домовите и потоа грижата по однос на истите. Доколку се констатира потреба од зајакнување на определен кадар, за приватно обезбедување реално не сме размислувале и некако во оваа фаза се уште не сметаме дека е тоа потребно, но ќе видиме, можеби со зголемување на реновирани бројот на реновирани капацитети во домот, може и ќе се појави таа потреба, па ќе го размислиме. Ние дури размислуваме и за осигурување на имотот. Тоа е една од мерките кои што можеби и тоа е една од зашто знаете сега со новите реновирани простори во Гоце Делчев, во Стив Наумов веќе се појавуваат реални потреби за дорегулација на тие состојби од аспект на осигурување, од аспект на безбедност, од аспект на воспоставување на системи за надзор во она што значи јавен простор, влез, излез од студентскиот дом, нормално регулирано согласно позитивни законски прописи, се во насока да се обезбеди прво и основно безбедност на студентите, потоа и безбедност и заштита на објектите кои што се од јавно добро. Значи студентскиот дом е денеска мој, утре е ваш, заутре ќе биде на нашите деца. Значи тоа е нешто кое што е состојба на јавно добро и ние мора да имаме грижа кон тоа добро, затоа што тоа е градено и е изградено за потребите на општата популација. Студентскиот центар сега во моментов се реекипира организацијски интерно. Ние имавме неколку состаноци со директорката Иво Тојдал да обезбедиме сигурност дека ќе обезбеди квалитет во однос на грижата и безбедноста во студентските домови. Пак ќе кажам, не може да гарантира никој идеален систем, не можеме сите ситуации и состојби да ги предвидиме, но ви уверувам дека ќе направиме максимум да сето тоа го сведеме на минимум од аспект на потенцијални проблеми или повторување на некои, така да речем, немили или не баш симпатични настани од минатото кои што беа карактеристични за дел од студентските домови. Тоа е така, ограничувањето на условно кажано на слободата на студентите секојаш може да предизвика револт, меѓутоа сепак со комуникација, со разговор, некако на голем дел од совесните студенти е потребно да се изгради таа совест која мислам јас дека некако како да недостасува во живењето на самите наши студенти. Јас сум бил дел од исто така од тој процес на студирање и живење во студентски домови. Околу храната и исхраната
често пати исто предмет на критика е, меѓутоа пред малку спомнавме дека и сумата на живење, нели, на станарина и исхрана е поприлично ниска за еден добар животен стандард, меѓутоа какви се перцепциите, проценките на Министерството, што може тука да се направи поглед на тоа? Нечесно е да се каже секогаш дека состојбите се идеални или дека не може да бидат подобри. Знаете, кај храната можеме да бидеме субјективни, секој човек индивидуално различно да го доживува она што го добива, нели, како храна во тој дел. Мојот личен став е дека треба да ја подобриме и ќе ја подобруваме. И тоа треба да е континуиран процес, значи не значи дека кај прашањето за исхраната треба да имаме еднаш за секогаш донесени стандарди и тие да не се подобруваат. Јас ве уверувам дека ќе се подобрува затоа што и ние размислувавме во тој дел. Не е секогаш прашањето на одговорноста кај студентите, дели кај одговорноста и кај вработените. И ние во тој дел сега воспоставуваме нови процедури интерни за работа на самите вработени во студентскиот центар. Од управниците по студентските домови, до лицата кои што се задолжени работат на пријавница, до лицата вработени во кујните и во мензите во секој студентски дом поединечно. Меѓутоа, ве уверувам дека на тоа прашање ќе се работи и се работи во насока на подобрување и мислам дека во тој дел ќе имаме во следниот период подобрување. Ја би се вратил само на една констатација која што кажувате вие, ограничувањето на студентите. Јас не сметам дека треба студентите да бидат ограничени и исто така не сметам дека со студентите не може да се постигне договор низ призма на разговор. Јас ќе ви кажам дека во изминатите 3 недели ние имавме интензивни разговори со секоја група поединечна студенти во период кога почнуваат да се преселуваат во смисла на договор кој ден кога ќе се започне со реконструкцијата на блокот А. Значи, знаете како? Ако вие седнете и поразговарате со студентите, не постои прашање кое што нема да успеете да го издискутирате, да се разберете и да го договорите. Знаете, преубави се, например, заедничките простори кои што се читална и компјутерски центар сега во блокот Б. Во разговор со самите нив тие рекоа дека тие не треба никој посебно да се грижи за да обезбедуваме лице кои што ги се грижи, вели ние нема да дозволиме ова некој да го уништи. Постојат ли тие студентски заедници порано што ги имаше во Имаат некоја форма на интерна организација, порано беа популарните совети на станари, мислам дека беше насловот на тие. Имаат и денеска, но знаете, пак ќе кажам, се сведува на индивидуалната одговорност и на индивидуалниот пристап на поединецот кон она што значи општо добро. А ако некој студент, како што сега имавме состојба во која што пред 2 месеци имаше една ситуација каде што студент потоа беше тој дислоциран од студентскиот дом, го откорнал писоарот и го има фрлено 12 спрат. Небитно зошто тоа го направил во заедничкиот тоалет, но знаете како, не се работи овде за прашање само и на нанесување на штета од 12 спрат, може да се нанесе многу поголема безбедносен ризик. До 5 души да падне. Доле да се направи проблем. Но знаете што е интересно? Самите студенти го пријавија тоа. Колеги негови пријавија дека тоа е тотално неодговорно однесување на нивен колега, студент сместен во истиот дом, при што потоа беше констатирано неговото однесување и тој беше дислоциран од студентскиот дом. Свеста кај студентите е на многу високо ниво. Најголем дел од тие студенти се исклучително одговорни, но пак ќе кажам, сето тоа може да се постигне само низ призма на разговор со нив. Тоа се сериозни академски граѓани во оваа држава и ние можеме и мораме со нив тоа да го правиме. И ќе го правиме во следниот период, затоа што, знаете, на крајот на денот 24 часа тие престојуваат во тој дом. Ние сме должни да им обезбедиме услови за да тие функционираат. Сега на секој спрат има Wi-Fi, бесплатен интернет во студентскиот дом. Зошто студентот да не му се обезбеди едни такви услови? Преубави се заедничките тоалети, туш кабините, значи тоа е нешто кое што тие ќе го употребуваат и ќе го користат и логично е заедничката библиотека, компјутерскиот центар сега со T-Mobile кој што ќе го работи, значи тоа се состојби кои што се од нивен заеднички интерес и самите тие имаат интерес тие да го задржат со тој квалитет. Радио Слободна Македонија. Круг со
Марјан Николовски на радио Слободна Македонија. Да, почитувани слушатели, во кругот на радио Слободна Македонија, денеска темата е студентскиот стандард, студентските домови. Мој гостин е заменик министерот за образование Спиро Ристовски. Во финалето, покрај овие два студентски дома кои што ги спомнавме, има уште неколку капацитети. Тоа е студентскиот дом Кузман, Пелагонија и не знам дали се уште функционираат оние бараките во Медицинар. Што станува со тие објекти, кое би била нивната иднина? Да, значи студентскиот дом Пелагонија обстојува и функционира и тој ќе биде исто предмет на етап на реконструкција, истото важи и за Кузман. Јас не спомена во првиот дел од разговор, значи ние донесовме одлука на влада за повеќе годишна набавка на мебел за сите студентски домови, независно од аспект на градежна реконструкција и санација, затоа што како што и споменав, ние не можеме наеднаш сите да ги реконструираме, но од истовремено можеме за сите да обезбедиме нов мебел, нови кревети, нови дополнителни услови во студентските соби, и тоа ќе го направиме и сите овие домови се опфатени. Студентскиот дом Медицинар веќе втора година не функционира оној стар сместувачки капацитет што беше во популарниот медицинар или Невена Ѓоргиева Дуња, кој што се наоѓа во рамки на клиничкиот центар горе во рамки на државна болница. Нашите планови набрзо ќе бидат соопштени со тој студентски дом и со локацијата по однос на тој студентски дом. Меѓутоа, да оставам да нели денеска се соопштувам, бидејќи сме во некои фази на интерни консултации во владата. Меѓутоа набрзо ќе излеземе со идеја, план и за проширување на воопшто на студентските капацитети во главниот град. Најави делот тие планови ги најави председателот на владата господинот Груевски, но пак ќе кажам би ги задржал во оваа фаза дополнителните информации, затоа што сакам да биде тоа при финализација на комплетниот план ќе излеземе како влада и ќе го соопштиме, но можам само да констатирам дека ќе продолжиме со реконструкција на сите студентски домови, а истовремено да најавам дека ќе ги прошируваме студентските капацитети во главниот град со изградба на нови студентски прифатни капацитети. Во рамки на постојните локации или нема можеби некои други? Па се размислува и за таква варијанта и за изградба на нови локации. Како финали, иако можеби далеку од можност за реализација, меѓутоа многу пати се заговарала како тема, како можност, варијанта за функционирање на студентските домови. Например, не знам колку е исплатливо државата како држава да биде домакин на студентските домови, со оглед на ниските, нели, условно кажано, ниските кири а големите вложувања и големиот процент кој што го имавме барем до сега на оштетување и несовесно однесување на студентите. Многу држави функционираат на принципот на јавно-приватно партнерство на студентските домови. Може ли да таква една варијанта да го подобри студентскиот животен стандард од една страна, од друга страна да го зачува, да речеме, социјално нискиот степен на плаќање кој би го имале студентите, да не би се претвориле во приватни, меѓутоа тука е фактички прекршувањето. Ние имавме две такви сериозни иницијативи, едната е 2010 во време на Тодоров, а втората по доаѓањето фактички во периодот на промената јас и Кралев кога ги заменивме позициите на позицијата министер за образование, имаше две сериозни иницијативи за започнување на процес на јавно-приватно партнерство за стопанисување, па дури за изградба на делот дополнителни студентски капацитети прифатни за студентите во Република Македонија. Но едната беше поклопена со, па и двете може да кажам, со периодот на светската економска криза и делот потенцијалните заинтересирани лица се повлекоа во тој период. Меѓутоа, што и во двете варијанти
Ние не сме се откажале од таа идеја, но и во двете варијанти е многу значено да се истакне дека нашиот основен интерес беше да нема значи би имало сигурно известно зголемување на цената во студентските домови, но нашето инсистирање беше да во тие проекции и планови и во целата таа физибилити студија која што се изработуваше по однос на процесот за јавно-приватно партнерство, колку е можно тоа да биде сведено на минимум. Меѓутоа, не можам да речам дека постои во оваа фаза сериозен инвеститор или некој. Зборуваме за општо за како идеја, зборуваме за тоа. Има ли искуства позитивни од некои други држави? Ние имаме и студии по однос на тоа изработено, кои што ја имаат економската логика, има позитивни искуства, но знаете, во главном делот тие се во земите во кои што сме ги гледале и присуствувале и сме оделе, во најголем дел се во целосна собственост на приватни лица. Тргнувајќи од самите приватни универзитети или тоа се бордови на повеќе собственици кои што паралелно обезбедуваат и сместувачки капацитет за студентите во нивните студентски домови. Меѓутоа, истовремено пак има и многу држави во кои што се уште и на запад дел од студентските домови се со државни да речам субвенции и државата одговара за нив. Така да, знаете, и да пристапиме кон една таква состојба, мислам дека првиот чекор е оној што треба ние како држава да го спроведеме и како извршна власт да ги обезбедиме, како влада подобрувањето на условите во сместувачките капацитети во актуелните студентски домови, па потоа да одиме на чекор понапред во смисла на евентуално јавно-приватно партнерство или наоѓање на партнер со кој што заеднички би ги стопанисувале сместувачките капацитети за студентите. За крај само близ прашање да не биде дека е само Скопје. Студентски домови во останатите градови имаше идеја за во Штип. Значи не е само Скопје, во рамки на веќе постојните домови Охрид, Битола и Прилеп исто е планирана реконструкцијата, тие се исто опфатени со комплетно нов мебел. Штип останува во приоритетите, меѓутоа со оглед на бројот и интересот за студирање во Скопје, констатиравме дека е поголем приоритет Скопје, поитен приоритетот за изградба на нови капацитети во Скопје, но остануваат на дневен ред и другите градови. Благодарам. Гостин мој во денешната емисија Круг на Радио Слободна Македонија беше заменик министерот за образование Спиро Ристовски. Разговаравме за студентскиот стандард, студентските услови и најавите за реконструкции, целокупните состојби околу студентскиот стандард во Македонија. Се надевам дека успеавме во кругот да оставиме само суштината и на појасна слика околу тоа како ќе и треба да изгледаат студентските домови во иднина. Јас ви благодарам, уредник и водител на денешната емисија Маријан Николовски. Денеска е 11 ноември 2015 година. Круг е во продукција на Радио Слободна Македонија. Пријатен ден. Круг со Маријан Николовски на Радио Слободна